Мислам дека протокот на информации е многу важен. Од една страна многу ми е мило што гледам дека веќе голем дел од институциите како Фондот за иновации, Македонска банка организираат инфосесии каде што ги промовираат своите програми и можности. Меѓутоа прашање ме е колку руралните жени се спремни да на тој начин примаат информации, колку е нивното ниво на дигитална писменост. Така да тука можеби преку овие хабови да се организира, да им се посочат тие информации. Инаку гарантниот фонд е формиран, скоро сите банки веќе се приклучени во гарантниот фонд, така да се очекува дека во многу скоро време треба да се намалат побарувањата во однос на обезбедување на кредити. Фондот не е специфичен за одредена намена, туку ги опфаќа во моментот сите, освен големите предпријатија. Значи, сите микро, мали, средни предпријатија се покриени и само треба сега банките тоа да се го прилагодат во своите кредитни политики. Тука можеби ќе треба малку притисок да се направи, да не си останат тие по старо да си работат, од друга страна да имаат покритие од државата за нефункционалните кредити. Така да во тој дел може да се поработи. Исто така сакав да посочам дека има две штедилници кои што активно работат на финансирање на женско предприемништво. Едната е ФУЛМ и тие ги покриваат неформалните жени, да кажам, не бараат формална правна регистрација, туку се до 3000 или до 5000 евра кредити и се многу отворени. Да. И хоризонти се исто така, а можности пак ги покриваат микропредпријатијата претежно со до 30.000 евра месечни кредити. Меѓутоа и тие во самите своји политики, поради тоа што се формирани од странски донатори, веќе женското gender disaggregation им е редовно и во информирањето. Средства има, прашањето се само како да се искористат. Оно што ние до сега сме го практикувале е поддршка на така наречени финансиски фасилитатори, кои што баш е тоа идејата, да тие ги имаат контактите по фирмите, да ги утврдат нивните потреби за финансирање и да им препорачат кој е најсоодветното место за да ги задоволат тие своји потреби. Затоа што не е секој за во банка, не е секој за во штедилница, не е секој за во Фондот за иновации, има различни категории. Сакам да ви го предучам европскиот проект што сега започнува, GTZ го води. Тој ќе има поддршка на стартапи, микро и мали предпријатија во неразвиените региони. Тоа е северо... Покриваат само 3 или 4 региони, не сите. Да, не сите. Значи, Полошкиот регион го покриваат, Ресен го покрива, односно Преспа, да, југозападниот и североисточниот. Да. Меѓутоа пак тоа пола држава ја покриваат и тука ќе има месечни грантови и ефтини кредити, предпоставувам, за фирмите. И со нив исто мислам дека ќе биде многу лесно да се разговори за покривање на женското предприемништво. Дали во вашите обуки ќе покривате дигитализација, дигитална писменост на жените предприемачи, посебно руралните жени? Затоа што тоа мислам дека ќе биде клучно во иднина. Пандемијава тоа толку го наметна. Сега веќе и обука, и пристап до информации, и нетворкинг, сето тоа се одвива, да кажем, онлайн, па би било убаво доколку соберете информации за колку тие жени имаат пристап до интернет, колку и од нив имаат смартфон, колку имаат компјутер, за да може тој дел да се соодветно покрие.